Министерот за здравство, Арбен Таравари, изјави дека на македонското здравство му недостигаат најмалку 1000 лекари, нагласувајќи дека овие кадри се итно потребни до крајот на следната година. Владата, со цел да ја ублажи кризата, донела одлука да вработи 600 приватни специјалисти, 300 до крајот на оваа година и уште 300 во текот на наредната. Дополнително, Таравари истакна дека до крајот на годината се очекува да се реши и статусот на околу 1200 здравствени работници кои со години работат со договор на дело, некои од нив дури и повеќе од 10 години. Владата интензивно работи на подготовка на новата празнична кошничка, со цел да ги ублажи финансиските притисоци врз граѓаните за време на новогодишните и божикните празници. Иницијативата вклучува прецизно дефиниран список на производи и цени, со акцент на пристапноста до основни прехранбени артикли, особено оние што значително поскапуваат во празничниот период. Во тек се преговори со трговците и дистрибутерите за да се утврди финалниот состав на кошничката. Празничната кошничка ќе понуди поевтино месо, сувомесни производи и одредени јужни овошја, како и млечни чоколади од 100 грама, со намалување на цените од околу 10%. За разлика од есенската кошничка, која содржеше 73 производи со намалена профитна маржа и траеше до крајот на октомври, во празничната нема да бидат вклучени алкохол, апетисани и луксузни чоколади. Опозицијата го критикува планот, сугерирајќи наместо тоа укинување на ДДВ за овие производи како поефикасно решение. Председателот на Србија, Александар Вучик, изрази загриженост поради трагичната несреќа на железничката станица во Нови Сад, во која загинаа 14 лица. Вучик повика на преземање одговорност од страна на членовите на владата, нагласувајќи дека е неопходно да се покаже морална и политичка одговорност. Тој истакна дека некои функционери намерно не поднеле оставка пред неодамнешните протести, за да се избегне перцепцијата дека тоа е резултат на надворешен притисок. Дополнително, Вучик побара од обвинителството да продолжи со темелна работа на случајот, иако призна дека се работи за сложена истрага. Тој подвлече дека Србија мора да демонстрира одговорност кон семејствата на жртвите и да осигура дека виновниците ќе бидат соодветно казнети. Според Вучик, политичката и моралната одговорност треба да бидат на највисоко ниво за да се направи јасна разлика меѓу одговорните и оние кои дејствуваат неодговорно. Иранскиот прв потпредседател, Мухамед Реза Ареф, изјави дека светот очекува новата американска администрација на Доналд Трамп веднаш да ги запре израелските воени операции во Газа и Либан. Според него, САД се главниот поддржувач на акциите на Израел и затоа меѓународната заедница го очекува исполнувањето на ветувањата за итен прекин на насилствата против цивилите во овие региони. Ареф ја даде изјавата на самитот на Арапската лига и Организацијата за исламска соработка во Саудиска Арабија. Иранскиот потпредседател остро ги осуди убиствата на лидерите на Хамас и Хезболах од страна на Израел, нарекувајќи ги организиран тероризам. Тој истакна дека нападите во кои беа ликвидирани лидерите на Хезболах, Хасан Насрала и иранскиот генерал Абас Нилфорушан, како и лидерот на Хамас, Јахја Синвар, се дел од израелската стратегија на целно убивање. Според Ареф, овие операции представуваат систематски тероризам, со цел елиминирање на палестинската елита и водечките личности во регионот. Сенаторот Марко Рубио, според добро упатени извори, ќе биде изборот на Доналд Трамп за нов државен секретар на САД, што ќе го направи првиот американски дипломат со латино потекло. Иако во минатото Рубио се залагаше за агресивна надворешна политика кон геополитичките противници на САД, како Кина, Иран и Куба, тој ги омекна своите ставови за да се усогласи со политиката на Трамп, кој повикува на намалување на воените интервенции. Приоритет за Рубио, како нов државен секретар, ќе биде кризата во Украина, каде што тој повика на дипломатско решение, наместо на целосно враќање на окупираните територии. Тој неодамна изјави дека конфликтот мора да заврши со договор, истовремено истакнувајќи дека не зазема страна со Русија. Рубио беше и меѓу малкутеми на сенатори кои гласаа против пакетот воена помош за Украина вреден 95 милиарди долари, со цел да се фокусира на прагматични решенија. Северна Кореја го ратификуваше договорот за меѓусебна одбрана со Русија, што ја потврдува нивната тесна соработка околу руската инвазија на Украина. Договорот беше ратификуван со декрет подпишан од севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун на 11 ноември 2024 година. Русија, која веќе го потпишала декретот, ја формализира оваа безбедносна соработка, која започна да се продлабочува по почетокот на војната во Украина во 2022 година. Повеќе од 12.000 севернокорејски војници, според украинските власти, се распоредени на руска територија и учествуваат во борбите против Украина, особено во областа Курск, според стручњаците. Договорот ја оправдува оваа акција и може да доведе до поголемо распоредување на севернокорејските сили во Русија. Представници на Северна Кореја, вклучувајќи ја министерката за надворешни работи Чоe Сон Хуј, ја потврдија својата цврста поддршка за Русија, нарекувајќи ја борбата во Украина света.